Синиша Наумовски, гостин во Дневникот. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Сите анализи и главно политички дебати што ги правиме во периодов се во знакот и обоени, нели, со изборни резултати, изборни прогнози, проценки во пресред на вториот круг, а додека го чекаме вториот круг, статистиката вели на синдикатот 500 денари поскапа живеачка во септември во однос на август, ревидирани проекции на ММФ, инфлација 3,9%, економисти од Народна банка во нова анкета велат инфлација 3,9%, едно истражување на кое што бевте и вие панелист вели ни требаат 100 години за инфраструктура да ја стигнеме Европа, уште 56 години за европскиот просечен стандард и така натаму. Да почнеме едно со едно. Наумовски, најпрво да ве прашам, што ни е репер, дали ни е скапа или ефтина живеачката? Оние месечни податоци каде што утешително втор пат годинава видовме минус 0,2% инфлација, или ова што ни се случува на годишно ниво стапки од 4%? Добро, начнавте многу прашања во воведот или во овие воведни дискусии. Може двострано да ги гледаме работите. Јас ќе го кажам мојот став. Економијата е таква каква што е во нашава земја и не може да биде ниту многу брзо подобрена, ниту па мислам дека треба премногу критички да имаме поглед кон оваа актуелна состојба како што е. Точно е, имаме скапа живеачка, но ако се погледна од сите параметри покажуваме стабилизација. Еве, ја спомнавте инфлацијата, сега како професор ќе говорам, не како од позиција на член во Советот. Инфлаторните движења се во согласно со очекувањата. Се движиме од 3,9 до 4% и тоа најголем дел на покачување има во летниот период. Зошто? Бидејќи често потрошувачката на граѓанството, еве така да се изразам, е многу позасилена во тој период. Но тенденциите или оние заклучни согледувања околу овие воведни ваши прашања, јас мислам дека се движи економијата во една позитивна насока. Еве ќе ви дадам неколку параметри. Ако се споредиме еве со странскиве директни инвестиции во регионално ниво, ние покажуваме некаде 24 година истите ефекти ќе видите во 25 година околу 7 до 8% учество во GDP или Македонија има најголем ефект околу 1,2 милиарди евра во согласност со конкурентиве. Сега Србија по бројка има највеќе 5, но ние во учество на БДП покажуваме и во тој дел стабилизација. Тоа е број 1. Број 2, реков, инфлаторните движења се стабилизирачки и очекувањата се и на стручната јавност, и на ММФ и Светска банка во извештајот кој некаде го направија, нели, околу почетокот на октомври, и вие го спомнавте. Се предвидува некаде стабилизацијата на инфлаторните движења да биде во крајот на 2026 да дојдеме до оно ниво од 2%, посакуваме и на Европската Централна банка и на американците ФЕД. И тука имаме одредени добри параметри и најважно за економскиот раст. Економскиот раст се движи околу 3% и тој се стабилизира. Некои проекции се над 3%, јас нема да бидам оптимистичен во тој поглед. Реалистичното моје толкување е дека економскиот раст на македонската на БДП во Македонија 2025 година ќе се движи некаде околу 3%. Зошто? Бидејќи самите спомнавте имаме избори и вообичаено има поголема циклично движење и на пазарите на капитала и на економската активна забава. Затоа многу е важно изборите да бидат редовни и не многу чести, како за жал во минатото што сме ги имале, без разлика сега од кој ќе биде поведник или за да имаме двонасочна релација, ќе ми дозволите под прашање, вие набројавте изолирани вакви моменти кои треба да бидат показатели дека економијата е стабилна. Сега јас имам некое чувство дека полека ја менуваме реториката и од економија која требаше да биде во развој, во еден агресивен бум, со зајмени милиарди евра пари одеднашка, не одеднашка, секако како процес, да се подобри животот и квалитетот и стандардите. Сега ние не зборуваме за тој развој, него зборуваме дека треба да сме задоволни ако економијата е во зона на стабилност. И да се согласам со овој момент. Затоа што се извинувам, точно, ништо не менуваме, јас секогаш сум бил на истиот став. Зошто не менуваме? Заради тоа што вие не можете за 2 месеци да очекувате да расте, ова не е на дугме, така. Генерално и од последното моје гостување јас се држам на истиот став. Истите параметри
Погледнете ја германската економија. Погледнете го регионалното движење. Јас имам секогаш во јавноста често сум присутен став кој го бранам. Значи ние мора да направиме 7 годишна стратегија, тоа вели 3 години или помалку од 3 години, 6,5 до завршување на еден мандат и 4 годишен нов мандат, така се прави стратегија. Бидејќи јас и во бизнис делувањето како контролер работиме стратешки и оперативен контролинг. Немате вие стратегија на дневна оперативна активност. Да, вие, и затоа не се и во бизнисот и корпоративно знаеме, правите 3 годишна стратегија и таа 3 годишна или најмалку 5 годишна стратегија ја операционализирате со оние мерливи критериуми KPI-ови, како ги нарекуваме, или за граѓаниве да преведам клучни индикатори на перформансот. Ја Наумовски Така сакам Наумовски да таргетираме дали ние, бидејќи имаме нова владеачка гарнитура веќе година и пол е на власт, освоја апсолутна власт и на локално ниво, ја имаат на извршно, имаат на законодавно, имаат на председателско. Сакам да прашам, дали ние во овие година и пол сведочиме на позначајни промени во економските состојби кај нас? Па вие велите имаме стапка на раст околу 3%, и таа точно е зона на стабилност, но таа стапка како што можеме да сметаме дека е растечка, бидејќи ние сме нискорастечка економија, ние не сме економија што може, нели, не е веќе развиена, туку самиот развој по инерција, без ништо да не се направи, ќе се испорача некоја стапка на раст, особено освен во вонредни економски состојби. Сега, таа стапка на раст и 3% нека е, и 3 нешто над 3%. Компарирана со инфлација, што се очекува од 3,9%. Ова го очекува ММФ и економските аналитичари во анкета на Народна банка, но не и владата. Владата, например, годинава 2,7% проектира стапка на инфлација. Ја прашувам, еве, оваа инфлација од 3 и нека и 3% и 3,5%, дали нема да ни го изеде овој GDP од 3,2%? Во вакви околности како што делуваме и регионално и глобално, не заборавајте, не барам алиби, но повторно ви кажам на една држава која е економски лидер. Германската економија е во негативен економски раст. Да, но Наумовски тоа е развиена економија каде што и го влече најголемиот просек на европските плати. Значи тоа е веќе развиена, јас ги видов податоците. Стратегија кога правите на државен, јас еве ако мене ме прашувате, бидејќи разговараме билатерално, моето мислење е дека економскиот раст од нешто околу 3% во вакви услови на делување е задоволителен, но не е доволен за граѓаните да го осетат бенефитот. Доволноста ќе биде во период од еден целовид мандат на една влада која, како што и самите спомнавте, има апсолутна власт. И тоа е добро. Кога веќе имате вие политичка абсолвирана ситуација каде нема поделби, нема политички кочници, закани меѓуетнички, не знам, притисоци за вакви или такви наредни избори, тоа веќе од неделата е абсолвирано, вие имате чист мандат. Кога веќе имате чист мандат, ние како економска и стручна фела, а ако милувате и како патриоти, сме на мисла дека сега треба економските ефекти да дојдат допрва. Што значи, во еден мандат, затоа викам стратегија на економски раст од 5% до 8%, јас имам таков еден труд и многу често го говорам тоа јавно, значи Македонија 2032, значи до 2032, тоа значи еден мандат и последователно друг мандат има сериозни шанси од 7 години ние да го задоволиме тој раст од 5%. Сега ве прашувам, Наумовски, еве да бидеме прецизни. Ја ситним оваа календарска година, беше во знакот на избори, капиталните расходи, сакам уште овој како податок еве да го имаме со кој оперираме, нешто на 40% за 10 месеци капитални расходи проектирани на амбициозно високо ниво. Ако погледнеме и во структурата на овој GDP, што досега го говориме, бруто инвестициите забавуваат со удел на сметка на јавната односно на приватната потрошувачка, јавната забавува. Сакам да ве прашам, во предворие сме на нов буџет. Веќе веројатно министерката ги има испратено тие дописи до сите институции, нели да ги испорачаат приходи, расходи, планови. Треба ли да видиме конечно, иако ова нема да биде прв буџет со потпис на оваа влада целосен, треба ли конечно да видиме структурни промени? Треба ли или може би тоа има политичка цена, ако ги видиме тие структурни? Претходниот буџет го погледнавме, дадовме карактеристики, очигледно е дека се зголемуваат јавните приходи од една страна, но од друга страна важно е исполнетоста на капиталните инвестиции. Тоа е важен елемент во ова кој го говорам јас.
и која вие ме прашувате, значи ќе видиме, не знам, јас не сум дел од министерството и не сум улога да бранам Не, некакви анализираме што треба да Моето очекуваме мислење е од аналитички, новите да не се создава мој став, една препорака и до вас како новинари и до стручната фела и до граѓанство да допре, дека една перцепција дека не знам, економијата се распаѓа, варијаблите покажуваат добра макроекономска стабилност. Монетарно-банкарските ефекти се одлични. Задолжителната, се извинувам, државните резерви се на едно континуирано високо ниво. Растот на кредитите, да, очекувањата се да се стабилизираме и по позитивна насока ќе биде и да поевтинат цената на парите, условно би рекол, но тоа се планови понатаму како ќе ја контролираме инфлаторната спирала. Инфлаторната спирала олабавува, особено во квартал 3 имате полека напуштање на притисокот на јадрото и тоа не се измислени работи, јас ви ги говорам стручно. Во однос на она што ме прашувате за стратешкиот раст Македонија, јас имам надеж и гам во јавноста една таква стратегија дека мора и може да имаме проектиран раст од 5 до 8%. Но не заборавајте, таков раст не е возможен ако имате вие претходни влади кои во континуитет делувале со некакви политички кризи и пиедесталот на вашите анализи и медиумските биле политиката и дневно политички пиар празни популистички терминологии. Економијата бара сериозен економски стратешки план кој што ние ќе го поставиме, јас викам, во 5 столбови, и тоа сериозно 5 пилари или столбови насочени како? Извозно-индустријски кластери. Македонија мора да размислува во првиот столб. Вториот столб, инфраструктура и чиста енергетска трансформација, дигитализацијата и човековиот капитал. Нели сите говориме дека имаме мигрантски политики, дека има оцелување млади и така. Тоа се столбовите за 7 или за ако милувате 8 години, еден мандат до 2 на една стабилна влада која ќе се занимава со стратегијата. Развој на капиталните пазари, пристап на различни начини на финансирање и можности за ангажирање на диаспората. Тие се видиците како ние можеме по глава на жител да имаме поголем економски раст од 6 до 8% во уделот на бруто домашен производ, по глава на жител од 35% некој зголемување се проекциите, за да се осети како македонскиот граѓанин тој економски раст на БДП може да биде ефективен. Ајде да ве прашам ја едно прашање, кога сме имале ние повисок раст во минатиот период? Кажете ми вие еден период каде Македонија растела со повеќе од 3%. Не, ја не помнам. Еве барем јас од кога не, јас го извадив просекот на македонскиот раст, мислам дека не е ни 3%, ако се земе годишен просечен раст, сите овие децении наназад, просекот бил и помал од 3%. Но затоа, но различно е 3% раст во услови на инфлација од 3,9 или 4% и различно е иста и од тој процент на раст во услови на инфлација од 1% или во инфлаторна стагнација. Ве молам друго сакам да прашам, бидејќи немаме многу простор. Повторно велите стабилизација на економијата, јас повторно сакам да говорам за развој на економијата и испорачување на малку поинакви резултати на кои досега ние сведочевме. Дали, ве молам, овие 3 столбови што ги како приоритети што треба да бидат дел од некоја развојна стратегија, каде во таа приказна ќе ги ставиме најавените 5-6 милиарди евра од Британија, унгарскиот кредит од 1 милиарда, од НЕК ни имаме нови еврообврзници 10-15 годишни, околу 15-20 милиони евра, да не ги зборувам парите врзани за домашните кредитори се бројат во милиарди евра исто така, другите тековни кредити и најава на нова еврообврзница. Сето тоа кога ќе се собере, јас како новинар не паметам дека одеднаш во ист момент сме зборувале за волку високи суми на актуелни и во најава задолжувања. Дали сите овие задолжувања ни даваат простор, ве молам, ни даваат простор са ние да говориме, треба да бидеме задоволни бидејќи растот е стабилизиран. Треба да бидеме задоволни дека инфлацијата е стабилизирана. А што треба да направиме? Еве, сакате да критизираме зошто не, ја прашувам дали овие задолжувања ги оправдуваат сегашните економски параметри? Или можеби треба да задолжување, јас не знам вака, немајте, значи јас не сум представник на влада, така вие не разговараме на умовски, разменуваме мислења, се разбира. Да ви дадам моје објективно мислење. Мојот став е секогаш дека таквиот квантум на задолжување ефективата ќе ја даде на долг рок. Внимавајте, разговараме за стратешки план за развој
кој не може да биде помал во дискусијата од 3 до 5 години. Во моментот, она што најголем дел го апсолвиравме од оваа дискусија и интервју, е ставката на инфлација за која што неколку пати кажав дека ние до неодамна имавме двоцифрена инфлација, тоа не смееме да го забравиме. Значи не можете вие да коментирате дека тоа е голем проблем, бидејќи стабилизацијата на ставката мора да се истакне дека веќе проблемот се апсолвира. И не е случај само кај нас. Да не заборавиме, секоја една земја во развој, каква што и македонската држава, има структурни проблеми. И во ковидот и во постковидот, ова често го повторувам, сега ќе се повторам повторно, бидејќи мислам дека заслужува уште еден одговор. Секоја една економија која има структурна лоша поставеност, која нема своја силина во производство на домашна храна, која нема свои електрични или капацитети во енергенците, тоа се одразува многу полошо и тоа се случи кај нас. И на крај стабилизацијата одеше дури 4 до 5 години, не заборавајте. Значи од 20-та година до 25-та ние имавме некој стабилизаторски период, каде што двоцифрената инфлација ја стабилизиравме во оваа стапка која што е сега. И тоа е абсолвирано. Во однос на економскиот раст, се согласувам со вас дека ние во континуитет економски раст имаме кој се движи некаде дури и под 3%. И затоа ви реков, на прашањето како се движи, јас сум на ставот и на Светската банка и на ММФ, дека стабилен раст од над 3% е нешто со кое што мислам дека треба да кажеме дека е добар факт, но не е доволен за да имате вие живот на стандард како што се земјите членки на ЕУ. И тука се имаме неколку варијабли. Планот на Европската унија за економски раст, очекувањата се мои дека наредниот период ќе се случи и тука. И тука треба регионално, не само ние, нели? Македонија имаше неодамна во Тирана еден присуствуваше на саем на економски самит, каде што земјите од Западен Балкан се ставени во таа категоризација на поддршка за планот на економски раст. Значи очекувајте сега после изборите или во наредната година и тука да имаме одредено исчекор во контекст на економските параметри. Во однос на заемите кои ги спомнувате, јас многу пати сум го кажал мојот став и секогаш ќе го повторам. Секогаш сум бил на стајалиште дека ефтини пари се добри пари. Бидејќи на граѓаните, на сите граѓани нам ни требаат две работи. Тоа сите сакаме да имаме информација за правда и за пари. Значи секој сака од нас да има правичен систем и да има достапност на пари за да има по-ефективен живот. И тука сумарно, ако направиме една сублимација од сето ова, параметрите покажуваат некаков стабилизаторски период, секако најголемите искушенија и најголемите предизвици ќе бидат на економските менаџери и на владените менаџери и на монетарните во тој дел на годините што предстојат да видиме дали македонската економија може до 2032 година да има раст одржлив од 5% до 8% раст на бруто домашниот продукт. Добро. Синиша Наумовски, кажавме многу поенти во ова интервју, нели наменето за Дневникот. Ви благодарам за овој разговор. Еве сме ни истекна оваа економска година, пак ќе речам со избори се занимаваме бројки, кога и да е, повторно ќе мора да ги отвориме и затвараме овие економски теми. Јас секогаш сум тука за разговор и мојот оптимизам во ниту една конотација никогаш не бил намален, ниту па сега. Мислам дека Македонија ќе има надежен период и сите веруваме во тоа. На крајот на краиштата сите ќе останеме будни наблюдувачи на економските перформанси и понатаму можеби и со критички осврт ако очекувањата не се врз основа на она што ние аналитичарите сме направиле проекции. Така да мислам дека периодот што доаѓа е еден период каде што ефектите од економските политики за овие 2,5 години до крајот на мандатот на владата и наредните 4 треба ги почувствуваме сите. Ви благодарам за овој разговор.